Општина Штип во соработка со Универзитетот Гоце Делчев и Центарот за развој на Источниот плански регион ќе аплицира за средства во висина од 9,5 милиони евра од програмата за намалување на емисијата на штетни гасови. Средствата ги доделува фондацијата ФАО на Организацијата на Обединетите нации со седиште во Рим. Доколку се прифати нашата апликација, Штип ќе стане првиот зелен град во државата кој целосно ќе го елиминира проблемот на загаденост на воздухот. Средствата ќе бидат наменети за замена на системите за затоплување првенствено во институциите во општина Штип од фосилни горива на газ и соларна енергија, вели градоначалникот на Штип. Енергетски ефикасни фасади за намалување на тенденциите кои што ги имаме денеска во делот на загадувањето и во делот на потрошувачката на електрична енергија. Потоа имаме фотоволтаици за нашите објекти, за нашите згради, замена на сите котли кои што денеска се најчесто на нафта, а потоа при промената ќе бидат на газ или на било кое друг енергенс кој што ќе биде реално со многу помало загадување, но бидејќи гасификацијата е блиску веќе до општина Штип, ние веруваме дека тоа ќе биде на газ и уште неколку вакви системи кои што ќе дадат сериозен придонес во намалување на потрошувачката на енергија. Доколку ФАО ја прифати апликацијата на општина Штип во која партиципираат 16 институции, меѓу кои основните и средните училишта и Универзитетот Гоце Делчев, општината ќе учествува со половина милион евра сопствени средства, а останатите 9,5 милиони се очекуваат од Организацијата на Обединетите нации. Во колку успееме да ги обезбедиме овие 10 милиона евра, а ги исполнуваме сите услови и критериуми за да ги обезбедиме, во тој случај Штип ќе биде првиот и единствен град во Македонија кој што ќе биде зелен град. Значи до 15 декември потребно е да се поднесе апликацијата, а после 6 месеци наредната година ги очекуваме и првите првични резултати. Универзитетот Гоце Делчев со стручни анализи се вклучи во изготвувањето на проектот кој треба да резултира со целосно отфрлање на употребата на горива кои се главни чинители на штетниот ефект на стаклена градина, вели ректорот Боев. Мислам дека е добра работа за Штип ова акција, што повеќе објекти да се заменат оваквите гради, мислам објекти за грејање на институциите и мислам дека е прав потек доколку се успее оваа работа да се заврши. Мислам дека Штип ќе добие многу и онака во својот амбиент. Има убав амбиент за живење и мислам дека уште подобар ќе биде амбиент за живење во иднината кој доаѓа. Дали ќе биде прифатен проектот од општина Штип и конзорциумот на 16 институции од страна на ФАО ќе се знае во првата половина на идната година. Доколку 10 милиони евра се вложат во алтернативните извори на енергија, Штип ќе го носи епитетот зелен град, која е гаранција за здрава и еколошки безбедна животна средина.